студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Мицкоски и Филипче повикаа на масовна излезност. Владините коалициони партнери ќе си дадат поддршка во вториот круг. СДСМ нема договорено формална поддршка со ниту една партија. Масовна излезност во недела на последниот ден од кампањата бараат и Мицкоски и Филипче за гласањето во вториот круг од градоначалничките избори. Сметаат на граѓанската поддршка за нивните кандидати. Мицкоски вели соработката од владено ниво останува како поддршка и во вториот круг за знами вреди и обратно од нив за кандидатите на ВМРО ДПМН. Јасна и недвосмислена е нашата поддршка по сите општини каде што нашите коалициони партнери, се разбира, имаат трет противник. Истовремено, моето присуство вчера во Струга беше јасна и недвосмислена поддршка за независниот кандидат, кој што после првиот круг води во однос на неговиот против кандидат во општина Струга, тоа е господинот Мендичур. Од друга страна, Филипче пак вели нема формална поддршка и соработка со ниту една друга партија или кандидат. Иако самиот ќе гласа во недела за градоначалник на Скопје, не открива дали поддршката ја дава на Мециновиќ од Левица или на Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН. Ние нема да навлегуваме, ниту навлеговме во калкулации или во некакви заткулисни договори. Секој граѓанин, секој член, секој симпатизер има целосно право да одлучи согласно сопственото убедување, според тоа кој кандидат носи вредности блиски до социјалдемократската идеја, до социјалдемократските вредности за честно владење, за почит, за еднаквост и за развој. Филипче потврдува дека формална поддршка за Стефчо Јакимовски во Карпошке нема, бидејќи е лице на црната листа на САД, но и дека фотографијата на неговата кандидатка Мојсова Миовска со Сотир Лукровски не е поддршка за ВМРО ДПМН. Напротив, Филипче обвинува за притисок од власта. Разговарав и со Маја во текот на денот, ќе се видиме, она напиша и еден пост, тоа го препишувам на политичко неискуство. Сведоци сме на континуирани притисоци врз нашите кандидати, членовите на тимовите, на штабовите, од страна на полицијата, од единиците за брзо распределување, понатаму од службите за социјална работа, притисок кон граѓаните, од единиците на управата за јавни приходи, и тоа го детектиравме во буквално сите општини, посебно засилено во овие 17 општини во очи вториот. Неофицијално од СДСМ сепак очекуваат социјалдемократски гласови за Јакимовски, но и тивка соработка со Левица на Пасиев. Мицкоски пак демантира дека имало притисоци. За Карпош вели дека секој треба да се огради од лице кое е првостепено осудено и е на црната листа, и дека Мојсова Миовска тоа го препознала и затоа се фотографирала со Лукровски. Такво нешто не само што не постои, туку тоа е и надворот од мојата лична филозофија, и доколку еве било каков имаат индикатор дека тоа се случува, мојот телефон го знаат, слободно може да ми се јават, да пријават, да провериме дали е тоа така. Но јас најодговорно тврдам дека не само што нема, туку ќе повторам, овие локални избори се избори во кои што навистина македонските граѓани, но и владата покажа едно ниво на зрелост, без инциденти, иако знаете, во предкампањата се загреваше атмосферата. Во недела, ВМРО ДПМН влегува во трка за градоначалник во 25 општини плюс градот Скопје. СДСМ пак е во трка со 17 кандидати. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Вечерва на полноќ настапува предизборниот молк, што ќе трае до 19 часот во недела. Кандидатите за градоначалници го истрчаа последниот круг пред второто одмерување на силите во продолжение дел од нивните пораки. Кандидатите за градоначалници го истрчаа последниот круг пред второто одмерување в недела. Двајцата претенденти за менаџери на главниот град, Орце Ѓорѓиевски од ВМРО ДПМН и Јамар Мециновиќ од Левица, повикаа на масовна излезност и побараа поддршка од скопјани. Ова кампања беше вистинска можност да се сретнам со граѓаните не само во центар, не само во Кисела Вода, туку со граѓаните од цело наше Скопје, да ги видиме проблемите со кои што реално сите живееме години наназад.
проблемите поврзани со нефункционалноста на јавните предпријатија, проекти кои што повеќе децении чекаат да бидат реализирани, но не само проектите, граѓаните ги очекуваат сите нив, но понудивме и нов концепт и стратегија со која што Скопје заеднички ќе го менуваме наредните 4 години. Јас сум среќен што Скопје е конечно будно, што Скопјани се будни и се спремни за промени. Ако сега не ја преземеме одлуката, тогаш ќе имаме и последици од тоа непрезимање на одлуката. Но ако еднаш сето ова што го чувствуваме 30 години, го канализираме во конечна одлука, која ќе не стави во позиција воопшто да можеме да сонуваме и да размислуваме за еден подобар град, за една подобра држава и за едно подобро општество, тогаш сметам дека храбриот чекор кој се изискува од нас во недела, тогаш можеме и да го преземеме. Ако ние ја добиеме поддршката и ако победиме во вториот круг, нашиот фокус од првиот ден ќе биде на човекот. Ние како градска власт ќе правиме се по желбите на нашите граѓани. И кандидатите за центар со завршни зборови. Актуелниот градоначалник Герасимовски вети реконструкција на улицата 50-та дивизија. Кандидатот на Знам Лабудовиќ пак рече дека ќе оправда довербата на граѓаните. Започнуваме со целосна реконструкција на улицата 50-та дивизија, со која улицата ќе добие современ, функционален и безбеден изглед. Проектот предвидува еднонасочно движење, ново коловозно решение, со што ќе се подобри протокот на сообраќај и ќе се создадат нови резидентни паркинг места. Со проширување на тротоарите поставуваме бариери против диво паркирање, ново лето осветлување и зеленило. Улицата станува поурбана, побезбедна и поквалитетна за секој граѓанин. Овие 5 недели заедно со членовите на Движење Знам за наша Македонија, заедно со членовите на ВМРО ДПМН, покажавме дека сите заедно во заедништво можеме да застанеме рамо до рамо и да чекориме напред. Ќе оправдам довербата на граѓаните дека центар за 4 години ќе биде чист, зелен, урбан и безбеден. Кандидатот на СДСМ за градоначалник на Аеродром побара неговите сограѓани да го покажат незадоволството кон актуелната власт. Резултатите од првиот круг јасно покажаа дека во општина Аеродром постои големо опозицијско расположение. Граѓаните испратија порака дека сакаат промени, дека се уморни од застојот, ароганцијата и самоволието на локалната власт. Сега е моментот тоа незадоволство да го претвориме во одлучна волја за промена. Ги повикувам сите граѓани, без разлика на партиска припадност, да се обединиме и масовно да излеземе на гласање на 2 ноември. Да го покажеме нашето единство, нашата решеност и нашата верба во подобра иднина. Кандидатот за градоначалник на Крушево од ВМРО ДПМН вети дека ќе ги реши сите проблеми во градот, но најави и развој во повеќе сфери. За жал значат и закана по здравјето на граѓаните на општина Крушево. Затоа ни е потребно итно решавање на тие проблеми, но исто така ни е потребно паралелно со тоа да имаме и развој во општина Крушево, развој на секој сегмент, почнувајќи од инфраструктура до култура. Но најважно од се, во Крушево ни е потребен развој на економијата. За сето тоа да се случи, во Крушево е потребно да се направат промени. Од вечерва на полноќ стапува предизборниот молк, кој ќе трае до завршување на гласањето в недела во 19 часот. Даниел Василев, Сител телевизија. Дали кампањата меѓу двата круга може да го промени мислењето кај гласачите? Дали тие што гласале за друг кандидат можат да бидат привлечени од пораките од кандидатот што влегол во вториот круг? Политички договор или реална можност, што велат аналитичарите? Во жива прашувам Габриела Лескова. Аналитичарите се песимисти на оваа тема, односно тие сметаат дека сите пораки кои што се испратени во вториот круг од овие локални избори практично нема да влијаат врз одлуката која што носат гласачите, бидејќи како што велат тие, одлуката кој за кого ќе гласа е донесена уште пред да почне изборната кампања. Сега што се однесува до реториката, онаа која што е употребувана во вториот изборен круг велат дека е дефинитивно заострена, меѓутоа исто така и дека има и елементи на црна кампања. Сега за најинтересниот дел од оваа анализа, практично за кого ќе гласаат оние кои што чиј што фаворит практично излегол од првиот круг на овие избори, да дознаеме од анализата во продолжение.
Експертите се песимисти дека параките во кампањата испратени во вториот круг можат да го променат мислењето кај граѓаните за кандидатите за градоначалници. За Сител велат дека граѓаните имаат одлученост за кого ќе гласаат, уште пред да почнат да циркулираат рекламните спотови. Уште помалку би можело нешто да се смени помеѓу двата круга на гласање, кога знаеме дека за тоа да се случи треба некоја преголема нова историја или нешто да се дешава за да може некој обичен гласач да може да ја промени својата перцепција и да го дава гласот на другата страна. Познавачите додаваат дека тешко е да се процени гласачите кои ќе изберат, доколку нивниот фаворит излегол во првиот круг. По оние општини каде што по првиот круг постоја повеќе кандидати, а во вториот круг имаме само 20 кандидати, логично е гласачите кои што гласале за кандидат кој што не поминува во вториот круг да излезат на гласање да го дадат својот избор за нов кандидат. Секако дека ситуацијата е нешто посложена во оние општини каде што постоеше еден кандидат што влегува во вториот круг представник на владачката коалиција, а опозицијските партии има повеќе кандидати. Прашање е дали сите опозицијски партии имаат капацитет да се обединат за поддршка на еден единствен кандидат, заеднички опозицијски кандидат во општините каде што се соочуваат со кандидат од владачката опозиција, или пак некои од граѓаните ќе се одлучат да го дадат својот глас на кандидатот од владачката коалиција, иако во првиот круг гласале за кандидат на некоја опозицијска партија. Дополнително, аналитичарите оценуваат дека и во годинишните кампањи преовладуваат црни елементи и остра реторика. Значи се фокусираат во црна кампања, во оцрнување на политичкиот противник, во извадење или креирање на некакви афери кои би можеле да му штетат на противникот. Тешко каде можеме да најдеме примери каде што тие кои се во трка се обидуваат да пренесуваат порака која дава решенија. Кампањата завршува, одлуката следува. Гласачите зборуваат в недела. Габриела Лескова, Сител телевизија. Клексанот од следниот месец ќе се најде на позитивната листа на лекови. Паралелно со проширувањето на листата, работна група при ФЗО ги проверува и критериумите за бесплатно здравствено осигурување за да нема повеќе злоупотреби. За еден месец познатиот лек за згручување на крвта Клексан ќе го има во аптеките со рецепт. Фондот за здравствено осигурување објави дека до крајот на ноември од болничка на аптекарска листа ќе има 2 антикоагуланси. Илјадници пациенти нема повеќе да се мачат со бирократските процедури и да ја купуваат оваа терапија од свој джеп, а потоа да бараат рефундирање на средствата. Следниот период ќе се знае висината на партиципацијата, откако надлежните ги завршат преговорите со дистрибутерите за можноста да нема и доплата на лекот. Имаме двојна добивка, граѓаните, пациентите не ќе мора да се мотретираат по шалтери за да ги рефундираат средствата за овие лекови, ќе имат полесен пристап до лековите. Второто е дека ние ќе имаме помал притисок за работа и ќе можеме да се концентрираме на други прашања. Од фондот најавија дека на позитивната листа ќе има и други лекови против згручување на крвта откако ги направат неопходните анализи. А паралелно со проширувањето на листата, работна група ги проверува и критериумите за бесплатно здравствено осигурување за да нема повеќе злоупотреби. Најголем ризик е сивата економија каде граѓани остваруваат приходи надвор од трансакцијска сметка, а втората се оние кои веќе не живеат во земјата, но имаат осигурување. И едните и другите се во групата на неосигурани по ниту еден основ каде има 477.000 граѓани. Можната штета тука е по две основи. Условно да кажам, тоа е дека се оштетува буџетот бидејќи се обезбедува бесплатна здравствена заштита за луѓе кои може да си допуштат да платат, и второ дека ние имаме број на осигуреници кој не е реален во основа, а ние ги исплаќаме капитациите за матични лекари врз основа на тој број.
Во работната група, освен од фондот, има и представници од УЈП и од Министерствата за здравство и за финансии. Сања Димитровска, Сител телевизија. Голема заплена на дрога од царината. Царинската управа заплени 130 кг марихуана, која на црниот пазар би достигнала вредност од над 700.000 евра. Со акцијата е спречен меѓународен канал на нелегална трговија. Едно лице, српски државјанин, собственик и возач на транспортна компанија, регистрирана во Љубљана, е лишено од слобода. Последните вести се во 23 часот, дотогаш останете со програма.